Денеска заедно со претседателот на Советот на општина Аеродром Дејан Митевски сме тука пред основното училиште Георгија Пулевски, каде што во моментот се извадуваат работи со инвестиција над 100.000 евра во средување на дворот на основното училиште и спортската и рекреативна инфраструктура која што е фатена со истото. Во истиот момент има градежни работи кај основното училиште Блаже Конески, таму има целосна промена на фасадата. При крај се работите поврзани со проектот за проширување и реконструкција на истото училиште на Блаже Конески и наскоро таму ќе почнеме со работа. Инвестициите во образовната инфраструктура исто така продолжуваат и кај основното училиште Гоце Делчев, каде што ќе има проширување на капацитетите и реконструкција на училиштето. Во делот на инфраструктурата сакаме да најавиме дека се отпочнати градежни работи во населба Лисиче, во општина Аеродром на повеќе километри улици кои што треба да се изведат, така да работиме на сериозни инфраструктурни подобрувања. Во месец септември очекуваме да отпочне со работа нова градинка, после летниот период да отпочнеме со градежни работи на најмалку 2 нови градинки, што значи дека приоритетот ни е пред се образовната инфраструктура, уличната инфраструктура, инфраструктурата поврзани со рекреацијата. Наскоро почнуваме со работи на 3 нови детски игралишта, стар аеродром, реонски центар, ново Лисиче, така да работиме сериозно, посветено, многу инвестиции во општина Аеродром, кои што некои се тековни, некои наскоро почнуваме со работи кога ќе бидат создадени услови согласно соодветните процедури. На крај би сакал да кажам дека се радувавме на победата на НМЗТ Скопје во првиот надпревар од АБА-2 турнирот. Вечер во 21 часот е полуфиналето, така да не само аеродромци, сите Скопјани ги очекуваме надпреварот, да навиваме за НМЗТ Скопје, бидејќи очекуваме да го добие своето заслужено место повторно да се врати во АБА-1 лига. Спомнавте за отпочнување на градежни активности за 2 градинки. Едната ќе биде готова во септември? Градинка ќе имаме што ќе биде готова и подготвена за отварање во месец септември, а покрај тоа се работи на проектна документација за наскоро да отпочнеме со работа на 2 дополнителни градинки во следниот период, во текот на оваа буџетска година. Каков е вашиот коментар за извештајот на Стейт Департментот? Извештајот на Стейт Департментот нотираше работи кои што сите граѓани ги знаат. Тоа е дека имаме сериозна распространета корупција во институциите, дека институциите надвор работат спротивно уставот и спротивно законите. Извештајот на Стейт Департментот нотираше дека не се почитуваат препораките на Државната комисија за спречување на корупцијата, дека имаме проблеми по затворите, дека имаме сериозни проблеми со тоа што вие го работите, со медиумското окружување. Така да факт е дека после 5 години владење на СДСМ и ДУИ немаме сериозен напредок и тоа немаме сериозен напредок по темите кои што за нив беа од најголема значење во нивната кампања за да ја побараат довербата од граѓаните веќе во 2016 година, во делот на владењето на правото и во делот на медиумското окружување. Тој е извештај на наш стратешки партнер кој што ги нотира фактичките проблеми во државата. Дали во сите училишта и градинки се објавува штрайк, дали да тебе учениците или деца во школа? Во сите училишта и градинки на територија на општина Аеродром штрекуваат вработените. Во делот на нашите надлежности, тоа што можам да го кажам е дека ние правиме се да ги реализираме нашите надлежности и во делот на основното образование и во делот на предучилишното воспитување, но факт е дека училиштата и градинките се сериозно испразнети од гледна точка на нивниот максимален капацитет и се надеваме дека владата ќе смогне сили да најде некое решение со синдикатите, бидејќи оваа состојба која што имаме заради пасивноста на владата да најде решение станува веќе неодржлива не само за општините, да зборуваме и како родители. Дали до сега некој побарал помош од општината да се најдат заменски наставници за оние деца кои навистина сакаат да, односно не сакаат да губат веќе часови? Во моментот ние имаме постојана координација со директорите на основните училишта и градинките. Во моментот тие немаат потреба од заменски наставници, бидејќи капацитетите се испразнети, односно децата не одат во училиште и голем дел од родителите не ги пуштаат дечињата во градинка. И уште едно прашање во однос на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека има некој документ со кој се усогласуваат ставовите помеѓу Македонија и Бугарија, но еве јавноста не знае за каков документ станува збор, кој е вашиот став? Секогаш кога се воделе тајни преговори во делот на надворешната политика, тие биле на штета на државата. Видовме една таква изјава од министерот Османи, не само ние како политички субјект, туку како севкупна јавност очекуваме да добиеме одговор за што точно се преговара со нашиот
сосед. Јавноста да ја биде презентирано, но исто така има институции на системот како што е Собранието Република Македонија, каде што доколку има некој таков документ на затворена или отворена седница на Комисијата за надворешна политика, истиот треба да биде презентиран. Стремиме да одиме во правец кон најразвиените демократии, но не ги почитуваме принципите на најразвиените демократии. Кога се разговара за национални интереси, мора да се воспоставува консензус. И не може потоа, од кога ќе се постигнат некои договори за кои што многу малку луѓе знаат во државата, да се очекува од опозицијата бланко да ги прифаќа истите. Ние очекуваме Министерството за надворешни работи и владата на Република Македонија на македонската јавност да ја објасни точно зашто се преговара и да најде институционален начин преку кој што и на сите политички субјекти во државата ќе им биде објаснето кои чекори се превземаат и во која насока се водат преговорите. Но Османи кажа дека не било време сега да реферира пред пратениците. Господинот Османи треба да се потсети самиот дека тој е избран токму од Собранието на Република Македонија да биде министер, одговара пред Собранието и затоа велиме не мора да биде на отворена седница на Комисијата за надворешна политика, може да биде на затворена седница, но највисоко тело во делот на демократските процеси на политичкиот систем е Собранието на Република Македонија и мора пред него да се презентира што во моментот се случува, бидејќи токму со ваквиот тип на чекори се случува сериозна недоверба која што и штети на националните интереси. Додека во Бугарија, гледате, цело време се работи на постигнување на консензус, кај нас има скриени договори и кај нас пред јавноста не е јасно што точно се случува. Благодарам.